Директоре, ако сите тежнееме и експертската јавност вели дека конечното решение ќе го имаме за Велешко езеро Младост, со доизградбата на цевководот, за кој што преостануваат 6,3 отприлика километри, и ќе донесеме свежа вода во Велешко езеро. Може ли тоа да ни се случи до крајот на годинава? Видите, како проект за ревитализација на езерото Младост е спомнат и овој цевковод, каде што во соработка со владата на Република Македонија, јавното претпријатие Илисиче, има неколку остварени средби за истиот проект, кој што се уште е во фаза на определување и на определување на финанси од каде би се исфинансирал тој проект, односно е препратен до Комитетот за јавни инвестиции, каде што се разгледува можноста и до каде можеме да дојдеме со неговата изградба. Јас се надевам дека оваа година би започнале со истиот тој проект, секој со поддршка на владата и меѓусебна соработка. Сметам дека има реални шанси, но не би сакал да дадам такво ветување заради тоа што јас како човек кој што ќе вети определена работа би сакал да остварам. Се уште е малку, мислам дека рано за овој дел на проектот. Ние се надеваме и би сакале тоа да се случи до крај на годината, имаме спремни проекти, нема никаков проблем околу таа работа, но мислам дека се уште е рано да дефинираме датум, бидејќи сум човек кој што ги припазува тие работи. Аз се надевам дека и сум повеќе од убеден дека на крај на денот во соработка повторно ќе споменам со владата, ќе го завршиме и овој проект кој што ќе биде трајно решение за езерото Младост. Имаме некои пропратни преписи и документи кои што даваат позитивни сигнали за истата работа и повторно ќе напоменам, сум убеден во таа настрока дека ќе го завршиме и тој проект. Се надевам за многу поскоро колку што мислиме и ќе биде еден заокружување на сите овие планирани активности кои што ги ставивме на хартија како предпријатие. Ова ќе биде како еден завршен дел кој што ќе биде кај слободно да кажам поентирање за езерото Младост и ќе даде еден друг осврт на работите и за самиот град.